Добар ден или добар вечер, господин Груевски, како сакате, веќе се почнува да се стемнува во Будимпешта. Ви благодариме и на можноста што успеавме и да ве начекаме вака на отворено па да поразговараме. Би сакал да започнам со темата. Ние сме искрено доаѓаме од Скопје. Во Скопје буквално гасна комора е градот. Овдека се изнадишавме чист воздух, како оној скечот. Паднал во кома тој, па мораа да му носат загаден воздух за да го освестат. Зашто во ваше време не успеавте да ги војдете сите потребни мерки, на пример како гасификација, електрични автобуси, трамваи, како што гледаме во Будимпешта, тука речиси се електризирано. Зашто не ги војдовте тие мерки? Значи вака, тука е гасифицирано. Гасифицирана е државата уште од социјализмот. Уште во времето кога Советскиот сојуз тука има на некој начин клучно влијание. И во тој период сите држави во кај нас заградувањето доаѓа во најголем дел од загревањето на домаќинствата. Ние некаде во 2012-13 формиравме комитет за животна средина и здравје, односно за здравје и животна средина, така се викаше. На кој што јас го предводев, заменик беше Тодоров и имаше многу членови, од кои голем број беа независни експерти од областа кои што работеа во различни институции, професори на факултети и така натаму. И работевме на тоа прво да се утврди од каде најмногу доаѓа заградувањето и кои чекори треба да бидат преземени за тоа да се анулира. Од она што го заклучивме на крајот беше дека најголем дел од заградувањето доаѓа, продефилираа многу експерти, многу професори, многу доктори на науки, луѓе што се занимаваат со таа работа со години, дека 65 до 70% од заградувањето во Скопје и веројатно и во Македонија доаѓа од загревањето на домаќинствата. И токму затоа проблемот е некаде помеѓу декември и февруар-март. Околу 15-20% доаѓа од сообраќајот, од возилата, и околу 10% доаѓа од индустријата. Тоа беше заклучокот на таа комисија. Ние веднаш потоа пристапивме кон подготовка на меѓународен повик за прибирање на понуди за концесионер за така наречената терцијална гасификација на цела Македонија. Ја поделивме во 3 лота. Едно Скопје и околината, тука све вклучивме, Илинден, Петровец, Чучар Сандево, Зелениково, значи комплетната околина на Скопје. Вториот беше Источна Македонија и третиот Западна Македонија. Меѓутоа, тој прв повик вроди со јавен интерес кај неколку компании, една беше од Турција, една од Италија и уште една од Италија, но не беше добро подготвен материјалот, бидејќи на државата и беше прв пат да подготвува таков повик. Самите компании кога дојдоа кажаа треба да го реобновите со додатни работи кои што сме ги пропуштиле на некој начин, бидејќи немавме експерти кои што ќе го напишат тоа како што треба. Никој не работи во такви компании. Зошто до тога чекавте? Зошто порано не се фати таа работа? Тоа можеби е едно задоснување. Би се согласил тука со вас. Можеби требаше порано, но свеста за загадениот воздух како што растеше, така и кај нас свеста растеше дека треба да сториме нешто. Така што по година и по управење на студии, на дебати, на консултирање на експерти, пристапивме кон објавување таков конкурс. Тој ни помогна да видиме самите компании да ни кажат кај се пропустите и слабостите, за да објавиме нов. Објавивме нов, но тој мислам дека тој не се спроведе затоа што дојдоа изборите во 2016 и оној период кога веќе не може да се објавуваат такви јавни повици. Потоа изборите завршија, но траеше еден долг период на формирање влада. Дојде нова влада, таа, како што можам да видам, сео тоа стави настрана, како ништо да не се случува. Сепак беше еден неколку годишен труд на многу луѓе, на многу експерти, на многу ангажман, на многу студии и така натаму, така што владата тоа што треба сега да го направи е да го земе веќе подготвениот јавен повик, да го реобјави и веднаш ќе се јават барем неколку заинтересирани компании од Европа кои што се занимаваат со тоа, кои што не знам во Италија имаат спроведено терцијална гасификација. Терцијална за оние кои што не се запознаени значи гасификација внатре во градот до домаќинствата. Секундарна и терцијална. Значи и секундарна и терцијална гасификација. Значи се согласувате со обвинувањата на тогашната опозиција дека поради ВМРО воздухот беше загаден?
Не е поради ВМРО, поради состојбата каква што е, но ВМРО презема мирки. Значи, ние прво година и кусор потрошивме на истражување и на подготовка на студии. Не можеш да го скокнеш тој дел. Не можеш да речеш, ај ќе правам вака и така, не си истражил ништо. Го истраживме тоа, подготвивме тендер, мораше да се реобнови и не фатија изборите. Доколку владата, новата влада, не фрлеше се настрана што подготвила преходната влада, доколку беше попаметна и кажеше дај да видиме се што е добро и паметно направено, ние да го преземе и да го продолжиме. Ние сега веќе ќе имавме завршена секундарна и терцијална гасификација. Односно, со други зборови, домакинствата ќе се греја на газ. Немаше да се грееме на дрва, немаше да се греат на, не знам, разни пластики што користат и така натаму. Сите населби, цело Скопје, се ќе беше без државата да вложи 1 евро, затоа што целата инвестиција ќе ја направеше концесионерот. Концесионерот, памтам дека во Скопје планираше да вложи околу 100 милиони евра. И не знам уште колкав износ ќе си вложеа тие концесионери што ќе беа во Источна и во Западна Македонија. Цела Македонија ќе беше гасифицирана. Целото грејење и други, не само грејењето, и други услуги ќе се користеа на газ. И тоа ќе беше завршена работа. Но дојде влада која што се што било преходно прогласи за ништовно, прогласи за лошо, за криминално, за нестручно и така натаму. Целиот труд преходно вложен го фрли и сега отпонова прават студии за се. Па слушам пред некој ден студија за туризам. Ние студија за туризам направивме пред многу години. Но господин Груевски, зашто не направивте? Зашто не направивте студија за чистење на линданот во Охрид, на пример? Зашто знаевте ли за инсинераторот во Дрисла кој што бил надвор од сите европски стандарди, дониран 2000 и некоја година? Ако сте знаеле или сте морале да знаете, зашто не сте го... За Охрид беше направено, но таму беа потребни големи средства, се бараше донатор. Колку што разбрав, сега веќе се нашол донатор и тоа ќе се заврши. Инаку се работеше на тоа. Значи, стратегијата со донаторот што ја користи СДСМ е на ВМРО? Да, тоа е работа што ја започнавме во тоа време. За инсинераторот? Но најголемиот проблем во моментот не е тоа. Најголемиот проблем е загадениот воздух. Најголемиот проблем е што наместо да го искористи подготвениот тендер или како да го наречеме јавен повик, владата све отфрли, година и пол ништо не работеше на тоа поле. Работеше маргинални работи од типот автобусите денес без пари ќе возат. Значи, тоа е фокусирање на последиците, а не на причината. Во тој момент кога дојдоа во 31 мај, ако добро се сеќавам, наредниот месец дена да го објавија повикот, до август ќе потпишеа договор. Август 2017. Од август 2017 до сега ќе беше завршено, бидејќи околу година дена им требаше на концесионерот да ископаат низ цело Скопје, да стават, и не само низ Скопје, да стават цевки до домакинствата, да спроведат. И сега веќе ние оваа зима ќе имавме грејење на газ и ќе немавме вакво загадување. Ја започна гасификацијата, гледаме дека веќе трасата низ водно, на врвот е водно Тоа е друго. Тоа е примарна гасификација. Примарна гасификација кон Тетово и Западна Македонија. Поврзување на градовите еден до друг град. Тоа го започнавме исто така. Прво направивме поврзување помеѓу Кумановско, тука, од она траса што доаѓаше од Бугарија. Го поврзавме Штип. Потоа почна и во двабока фаза беше Штип Неготино и Скопје Тетово Гостива. Тие беа во двабока фаза и започна исто така Неготино Прилеп Битола. Значи во моментот кога ние заминавме, сите овие беа во фаза на градба. Скопје Тетово Гостива, Куманово Штип завршено, Штип Неготино при крај и Неготино Прилеп Битола во градба. А ваша ли траса беше цевката за газ да поминува низ водни да се исичат голем број? Видите, тоа не е траса на политичар, тоа е траса на експертите што си го работеле. Тоа не е ни на Заев, ни на Груевски, ни на Шилегов, ни на Коцетријановски, ни на никој. Си има проектантски куки кои што тоа си го работат. Но го политизира, но граѓаните го политизираат, затоа што во моментов граѓаните протестираат на водно, бараат да прекине механизацијата. Па добро, ако е толку важно таму да не поминува, нека го преместат, нека поминува на друго место. Но владата, тоа ќе ве прашав да го искоментирате, владата наместо да ги седне почна да ги гази со булдожери. Ги брка и слично. Гледам некој поинакво однесување од тоа што во минатото го ветува.
очигледно дека едно збора друго прават. Ако толку е тоа голем проблем, ја точно не знам кај поминува таа траса, но ако е навистина голем проблем и ако уништува многу дрва, веројатно може и да се помести. Но и тоа го беа запреле еден период. Не толку долго, можеби година дена го запре тоа, па после година дена продолжи. И тоа ќе беше веќе завршено, да го продолжаа веднаш кога дојдоа на власт. Тие се запреа кога дојдоа на власт. Ги запреа автопатиштата, ги запреа експресните патишта, запреа гасификацијата една година. Оваа примарната гасификација. Тотално до денеска не ја почна секундарната и терцијалната гасификација внатре во градовите. Се запреа. Што добивме од тоа? Добивме изгубени година-две, за нешто година, за нешто две. Добивме и оваа зима да живее Македонија со загаден воздух. Зошто кога не мора така? А тоа го направија, ми се чини заради тоа што ете сака да прикаже дека се од нив почнува. Затоа што ако веднаш продолжеше градбата на автопатиштата, сите ќе знаеа дека најголем дел од тие автопатишта ги се изградени во време на ВМРО ДПМН. Но што е тоа важно? Важно е дека луѓето ќе имаат патишта. Ке се знаеш и дека ги довршило СДСМ, така? Да. Никој не може да рече дека не ги довршило СДСМ. Да. Пример, Кичево Охрид 50% го направила ВМРО, 50% го направила СДСМ. Океј. Скопје Штип во наше време едно 80% беше завршен, 20% го се завршило во времето на СДСМ. Зошто да го стопираат и да глумат дека ете од нив почнало се и се завршило со нив? Тоа се грешки, тоа се крупни грешки на неискусни луѓе во политиката. Ние не се срамевме никогаш да кажеме дека обиколницата околу Скопје 20% беше завршена во време на 20% беше завршена во време на СДСМ, му не почна во нивно време кога беа на власт, но ние веднаш ја продолживме, 80% плюс довршивме и се заврши. И не ни е срам да кажеме 20% е во време на СДСМ, 80% е во време на ВМРО. Зошто да бегаме од тоа? Зошто да ги лажиме луѓето? Така и ова. Ако го почнеа гасифицирањето веднаш, односно ако продолжија каде што застанавме, оваа зима ние немаше да имаме во Македонија загаден воздух. Барем во оние градови каде што примарната гасификација ќе беше стигнала. Колку за информација за гледачите, вечерта кога стигнавме ние тука, беше магловито, беше темно, а загаденоста беше согласно апликацијата 25 микрограми PM10 честички на метар кубен воздух. Денес е убав денот, претпоставувам дека е уште подобро. Најдовме на еден многу интересен податок. Невработеноста на ниво на Унгарија е 3,7%, додека во Будимпешта е 2,7%. Зашто не можевте вие да, мислам, еве, со господинот Орбан имавте одлични билатерални односи со Унгарија, мислам, господинот Орбан беше премиер. Имавте одлични билатерални односи, нели ги превземате некои од нивните искуства? Зашто не можевме Македонија да ја дотераме до тоа ниво или приближно до тоа ниво? Ние водевме во тоа ниво. Ние господинот Орбан наследи ситуација со 38% невработеност, највисока во Европа. Тој кога дојде веројатно била многу пониска, неверојатно, него сигурно била многу пониска, затоа што знам Унгарија никогаш не била во групата на земји со толку висока невработеност. Ние наследивме највисоката невработеност во Европа, 38%. И дојдовме некаде до 22. Со две светски кризи, односно една светска криза и една европска должничка криза, и со една политичка криза која што беше со иста тежина како овие. Односно, одврати инвеститори исто како што одвратија светската и европската должничка криза. Така што во една таква ситуација, во едни такви услови, огромен успех беше од 38 да се падне на 22% невработеност, односно да се отвора 180.000 нови работни места. Но некој ве обвинува дека тие 180.000 работни места се двојно запишани со онаа мерка за активен и пасивен барател на работа, со тоа дека ги прикривавте вистинските бриг. Тоа беше завод за вработување. Ја ви зборувам државен завод за статистика податоци, нема врска тоа. Сега веќе, значи ако не се случише тоа што се случи, сега веќе претпоставувам невработеноста ќе беше под 15%. А за 4-5 години од сега ќе се стигнеше веќе на ниво приближно на ова во Унгарија, можеби на 5-6%. Планот ни беше планот некаде во 2015-16 беше за 10 години да стигнеме до една ситуација слична на оваа во Унгарија, приближна на оваа во Унгарија. Сега гледам дека повеќе невработеноста се намалува како резултат на иселувањето, отколку како резултат на отворање на нови работни места. За жал. Влада или правото во Унгарија? Инаку тоа е тоа. Прво треба да се извинувам, прво треба да се
да се намали невработеноста на 1% во кој што работодавачите ќе немаат друг избор, освен да ги качуваат платите ако сакаат да привлечат нови работници. Тоа ниво треба да се стигне од, не знам, 3%, 4, 5, 6%, за да почнат да растат платите посериозно. Се соочувте тука во Унгарија со државните органи, со правосудниот систем. Владее ли правото во Унгарија? Имаше ли интервенции за тоа да ви дадат веднаш азил? Не, никакви интервенции. Поминав низ една редовна процедура со две долги интервјуа, едно од 6 часа, второто 2 или 3 часа интервју со стотици прашања за сите детали околу моето доаѓање тука. Од она што можев да забележам на изразот на лицата на луѓето што ме интервјуираат, тие беа шокирани кога им кажував што се ми се случуваше во Скопје, во судот, какви беа судењата, на што бев изложен, какви прекршоци правеше судот и се она што се случуваше во судството, за какви предмети сум обвинет. Зашто се сум обвинет? Не може да поверуваат, па по 2 пати ме прекршуваат, дали добро ме разбрале. Од типот, чекајте господине Груевски, вие сега сакате да кажете дека ве осудиле затоа што сте влијаеле да се набави блиндирано возило, бидејќи сте сакале покрај странските гости понекогаш и вие да се возите во него. Јавувам да. И сега за тоа ве осудиле. 2 години затвор. Да. И луѓето ме гледаат збунето, мислеа дека не сме се разбрале. Добро, па уште еднаш ме прашуваа. И не само тоа, и за другите предмети под кои што сум потпорувал. Така што, според она што ја можам да го забележам, станува збор за силен систем, силен правен систем, и од она што сум разговарал со многу луѓе тука, немаат забелешки на спроведувањето на правото во оваа држава. Сега ние слушаме разни извештаи тука и таму, меѓутоа но унгарската од она што разговарам со адвокати сум разговарал дека тие се презадоволни од како функционира системот. Унгарската опозиција го обвини Орбан за вмешање во правосудниот систем. Не би се мешал во не само опозицијата, внатрешна политика, јас само ја кажувам импресијата и моја, но и на луѓе што сум ги запознал, унгарци. Тука, вклучително и правници, правни експерти, правници и така натаму, адвокати и слично. Од она што јас го зборувам со нив, тие се задоволни од тоа како функционира правната држава и правото. А за опозицијата што говори, тоа е веќе навлегување во интерна политика и не би навлегувал. Но ќе искоментирате ли барањето на Европскиот парламент за ваша екстрадиција? Знаете што, Европскиот парламент е парламент. Како и кај нас има противници, власт, опозиција и така натаму. И мислам дека тие тоа го правеа диригирано. Од еден центар беше кажано дека треба да се изгласа такво и гласаа. Никој од нив не проучил зашто сум осуден, а самиот факт што кажуваа дека сум бил осуден за корупција, а ја немам ни обвинение за корупција, укажува дека луѓето добиле нарачка, дека треба, за кого навиваме тука, за СДС навиваме и тераме. Против кого сме? Против Груевски сме и тераме. Значи, од некој центар е добиена наредба и сите гласаат како што гласаат. Никој од нив не го проучил предметот, ниту предметот ТЕНК, ниту другите 4 предмети, да види дека станува збор за класичен политички прогон. Јас на повеќе политичари, неколку недели пред да заминам, им испратив писмо. Зборувам политичари низ Европа, во кое што им понудив доколку можат, вклучувајќи ги политичарите од Брисел, како што беше Јоханес Хан, Могерини, пратив на Жозеф Дол, мислам дека и на Ангела Меркел и така натаму. Ако постои сомнеш дека станува збор за политички прогон, испратете пензионирани судии од вашите држави. Скоро пензионирани судии. Што туку пензионирани судии, кои што се уште во добра форма да работат, расудуваат и така натаму. Нека ги прочитаат сите материјали кои што ги имаме. Сите материјали што судот ги има, како судијата, нашиот судија и нашите судии што ги имаат, нека ги прочитаат на јазик, преведени на јазик што го разбираат. Нека поразговараат со обвинителството, нека поразговараат со нас и вам нека ви кажат дали станува збор за политички прогон или не. Еве тоа е ефтин проект. Што е тоа за Брисел? Да isfinansираат тројца судии да дојдат 5-6 месеци во Македонија, да ги читат, дури не мора да дојдат, може да им се пратат материјалите таму, а после само да дојдат на разговор со обвинителството, со обвинетите, евентуално судијата ако сакаат со него да поразговарат, само со една цел, да имаат еден вид
fact-finding mission, значи мисија за утврдување на фактите. И како беше одговорот? Нема одговор. Нема одговор. Малку Тоа е чудно. тоа. И верувам, ако ви кажа дека нема политички прогон, тие луѓе кои што се надевам ќе бидат независни, дека нема да им влие политиката, тогаш во ред, еве, разбираме дека јас сум можеби нешто не е во ред со мене. Меѓутоа да не ви кажат нешто друго. Но знаете како, господин Груевски? Оти кога политичар на политичар збори, секогаш другиот политичар тој што слуша вика па тоа се ја не сум судија Да. и да кажам дали си прав или си крив. Во ред, ако не си судија, а живееш во една од понапредните држави, како, не знам, Германија, Шведска, Норвешка, Финска, Белгија, пратете од вашите суди. Нека ги погледнат материјалите и нека ви кажат на вас, не мора на јавноста да ја кажат. Не треба да се мешаат во одлуката на судот. Па судот нека си донесе одлука. Но неопходно ли беше во тој момент да се набави Мерцедес од 6.000 евра? Не, беше неопходно да се набават 5 до 10 такви Мерцедеси. Но заради севкупната економска ситуација, решивме барем еден, кој што ќе се користи за странски делегации, бидејќи ни се случуваше да странските премиери, председатели што доаѓаат, нивните преходници, безбедносни преходници, одбиваа нивните премиери и председатели се качуваат во возилата кои што ние им ги дававме, а ние им ги дававме нашите. Во ситуација кога немаше друго, го поземува моето возило на министерот за внатрешни возилото, можеби некогаш и на некој друг. И тие кои ќе влезеа внатре, кои ќе погледнаа, вика не можеме да дозволиме нашиот председател, например Полска, имаше таков случај, не можеме да дозволиме нашиот председател да влезе во вакво возило. Тоа е старо, амортизирано, затоа што блиндираниот дел на саквото, односно блиндата на целата кола, заштитата на целата кола, со тек на време го губи своето својство. Таа нема вечно траење, не можеш ти да ја затвориш у гаража и после 30 години да изведиш и да речеш како од фабрика е. Не. Тоа го потврдија и вештаци, односно експерти кои што беа повикани како сведоци. Тие кажаа дека и амортизацијата на тие возила е пута 3. Со други зборови, 15 години возено возило блиндирано е како 45 години не блиндирано да го возите. Така што требаше најмалку 5 да се набават, а бидејќи правилата во секоја држава и во нашата се дека за секој треба 2 резервно и прво возило и резервно возило, тоа значи 10. Ние се одлучивме едно да набавиме. И ние можевме да го набавиме без тендер. Законот ни го дозволува тоа и сите досега ги набавувале без тендер. Но Министерката за внатрешни работи оценила дека еве, добро е да биде и со тендер, да биде транспарентно, за на крај тоа да се злоупотреби и да се врши политички прогон на таа основа. Господине Груевски, ви благодарам на одговорите вака на отворено, на ладно. Во Македонија објавија една фотографија од вас како пиете чај во Four Seasons хотелот. Да. Сега бидејќи е ладно, ние ќе одиме да го пробаме исто таму чајот и да видиме која е цената, затоа што ние представија дека била, не знам, 500-600 евра шолја чај. Не, тоа се глупости. Да. 506 евра. Ви благодарам уште еднаш, господин Груевски. Ви благодарам, ми беше задоволство.